Драги наши читатели, добре дојдовте на нашиот канал Богат ум. Аудиокниги на македонски јазик, достапни за сите возрасти. Зоки Поки, Оливера Николова. Кој е Зоки Поки и ако сакате да го запознаете, каде може да го најдете? Зоки Поки не е разбойник, не е ни гусар, ни индијанец. Зоки Поки не е ни циркусен коловн, ни фудбалер, ни седмоглаво чудовиште, ни волшебник, ни риба, а сепак има необично име. Тоа име му го стави една Лидија. Една Лидија што е голема до моево колено и што има очи како џамлии. Само не брзајте, ќе ја запознаете и ќе ви се здодее од неа. Па, кога Зоки Поки не е ништо од ова што рековме, тогаш што е? За да не ви исплашиме веднаш, ќе ви кажеме дека кога Зоки Поки се буди и се протега, прави ах, ах. Кога се смее хо-хо-хо, кога плаче о, леле, а кога некому му се подбива уа, уа. Па тогаш, нели Зоки Поки е дете? Точно, без грешка. За да си го представите поубаво, ви го нацртавме. Но што да ви правиме ако не верувате дека е токму ваков? Најпосле, кога некој некого ги не познава, може секако да си го замисли. Ке речете, така си е. Затоа ако сакате да го запознаете Зоки Поки, првин ќе ви препорачаме да ги прочитате приказниве за него. А ако и покрај тоа сакате да го сретнете, ќе морате да појдете од она што сте го дознале за него и да го барате. Каде ќе го најдете? Ако ви се стори литрец, барајте го меѓу итрите. Ако ви се сторили наетчија, барајте го меѓу иначиите. Ако ви се сторил шегаџија, меѓу шегаџиите. Ако ви се сторил храбар палавко или дружелюбив, меѓу храбрите, палавите или дружелюбивите. Барајте го и секако ќе го најдете. И запомнете, не морате да одете многу далеку, зашто може би Зоки Поки ќе ви заприлега на некого од вас, па дури може би и на вас самите. Во бањата. Кога е Зоки Поки во бањата, за тоа треба да знае сета зграда во која тој живее. И знае, ами како? Кога е Зоки Поки во бањата, по ходниците се слуша фр, пляс, како некој кит да се преметкува во големото море. И викање неќам, како некого да го гокотнат да скокне од високиот прозорец. Ој чуда, а замислете, тој седи во белата када полна со сапуница како разгален принц сред море сладолед и ги пее овие чудни звуци. Само што не смее да лизне. Ја, зошто да не смее? Па ако смее, нека лизнеде, ајде. Олеле, сигурно. Вие се играте со него, а тој си страда. Ама сте никаквеци. Затоа тој убаво ќе ви покаже. Има да се знае и тоа еднаш за секогаш. Кога Зоки се бања, тоест кога мора да се бања, ќе се бања. Тоест мора да се бања се околу него. И точка. Наредба си е наредба. Мора да се почитува. Зашто инаку... кога се бања Зоки Поки, мора да се бања и високиот бел зид околу кадата. И подот, и неговото сламено мече Кутрото, и мачорот Фигаро, ке го фатили? И сунгерот, и кој уште? И баба му се разбира. Таа ќе биде целата водена како да киснела на дожд. А што си мислевте вие? Наредба си е наредба. И точка. Бидете среќни што и вас не ве закачи. Нефатливиот Зоки Поки. Го бараат Зоки во собата. Го нема. Го бараат Зоки во спалната. Го нема. Го бараат Зоки во кујната и во шпајзот. Пак го нема. Го бараат Зоки по скалите, пред зградата, на балконот, на долниот кат во станот на неговата пријателка Лидија, а него го нема и го нема. Што ли стана со тоа дете? Сите викаат по Зоки Поки, а Зоки Поки од никаде не се јавува. Ах, какво дете! Но никој не го помислува о навистинското. Зашто
Додека го бараат во кујната, Зоки се наоѓа во спалната. Кога тие ќе појдат во спалната, тој е во шпајзот. Кога ќе се надзират во шпајзот, тој е на балконот. Кога ќе дојдат на балконот, тој е кај Лидија. Кога ќе дојдат кај Лидија, тој е веќе пред зградата. А кога ќе погледнат пред зградата, тој е пак горе. А дека викаат по него и дека тој не им одговара, тоа се разбира само затоа што тој не ги слуша. Без сомнение. Кој е виновен што никому не му текнува да помисли дека е Зоки Поки нефатливо дете? Како брои Зоки Поки? Почна Зоки да учи да брои. Му покажаа кои се бројките до 10, тој ги повторуваше цел ден и сите помислија дека ги научи. Вечерта дојдоа гости и му донесоа на Зоки чесе карамели. Рече бабата, не знаете вие? Зоки умее да брои до 10. Да видиме, извикаа гостите. Ако умее, тогаш нека ги изброи карамелите што му ги донесовме. Тоа е најлесно, рече Зоки. Веднаш, тој ги растури карамелите пред себе и почна. Една карамела, рече Зоки и оддали настрана една карамела. 2 карамели, 3 карамели. Браво, браво, рекоа гостите. 3 карамели, повтори Зоки и та што не стана. Тој застана и не може да продолжи понатаму. Мајка му помага. 4, се сети храбро Зоки и бликна во радост. 4, знаев јас, 4. Ајде понатаму, го насрчуваа гостите. Зоки пак застана. 5, одново го храбри мајка му, а тој зинал во неа за да и ги погоди мислите. 5, се праша, но одеднаш се сети. 5, понатаму, викаа нестрпливо гостите. Но Зоки Поки почна да ја врти карамелата во рацете, да се вртка, да гледа во мајка си, па сепак не можеше да си спомне која бројка доаѓа по 5. И неочекувано за сите, тој си ја стави карамелата во уста. Оваа не е за броење, рече. Не чини. Па и оваа не чини, рече Зоки за следната карамела. Пих, какви карамели сте ми донеле? Гостите го погледнаа и се насмевнаа. Зарем и другите карамели не се за броење и не чинат? Го праша еден чичко. Чекајте првин да ги пробам. Не се збуни Зоки, а потоа ќе ви кажам дали се за броење. И една по една Зоки почна да си ги става карамелите во уста. Најпосле тој зачуден извика. Па веќе нема карамели за броење. Не ќе постоеше Зоки Поки ако не постоеше оваа Лидија. Оваа Лидија што е голема до моево колено и што има очи како џамлии. Не ќе постоеше Зоки Поки, но ќе постоеше едно дете со едно обично име. Зоран. Кога прв пат се сретнаа, Лидија му рече. Како те викаат? А тој рече. Зоран. Не, рече таа. Ти си Зоки. Зошто Зоки? Скратено. Така е поубаво. Ти си Зоки. Зоки Поки. Ако. Се согласи тој малку збунето, но и зарадувано дека ќе има ново име. Рече гласно. Зоки Поки. Добро. Гледаш дека ти се допаѓа? Тоа ти е име. Навистина тоа беше име. И од тогаш малечкиот Зоран како да стана голема и важна личност. Не дозволи никој повеќе да го вика со неговото старо име. А Лидија, што живееше на подолниот кат од неговата зграда, му стана најдобра пријателка. Со што може да се купи сиот свет? Во една рака Зоки стегна 2 парички, а со другата ја држи Лидија. Што сакаш да ти купам, Лиде? Имам многу пари, вели тој. Се би направил за својата пријателка. Сакам панделка, вели Лидија. И црвена и бела, и жолта и зелена, и сина и... Нема таква панделка, вели Зоки. Има. Нема. Јас знам повеќе од тебе. Ти ништо не знаеш, вели Лидија. А и не сакаш да ми купиш. Посакај друго, вели Зоки. Веднаш ке ти купам. Сакам гума.
И црвена, и жолта, и бела, и зелена. Ех, нема ни таква гума. Има? Нема, посакај друго. Сакам јајце зелено и црвено. Пак и зелено и црвено и сино? Нема. Друго. Сакам зелено, сино, бело, жолто. Тоа сакам. Тоа не може да се купи, вели Зоки. Што сакаш ти всушност? Сакам се, вели Лидија. Се зелено, сино, бело, жолто. И веќе сака да плаче. Како се? Се што лета, се што оди, се што има, сиот цвет? Да, вели Лидија. Сиот цвет, зелен, црвен, жолт, син. Зоки најпосле се досетува. Одат во една продавница. Зоки ги подава двете парички и вели: Чичко, сакам да го купам сиот цвет. За Лидија. Како? Прашува продавачот. Сиот цвет, жолт, син, зелен, црвен, вели Лидија. Ке плаче ако да ја купам, објаснува Зоки. Добро, вели продавачот и им завиткува нешто во една хартија. Еве, децата излегуваат надвор. Во хартијата има 2 шарени бомбони. Лидија ни малку не е изненадена. Веднаш го грабнува едното бомбонче и го става во уста. Другото го зема Зоки. Децата сега шлапкаат со устите, лежејќи ги бомбончињата. Најпосле Лидија вели: Леле Зоки, ама е сладок сиот цвет, да го изгризам ли? Зошто е масата? Лидија оди в градинка, а Зоки Поки не оди, зашто има баба која може да го чува дома. На Зоки му е многу тажно без Лидија. Тој не знае како да се игра кога таа не е тука. Но еден ден Лидија го одведе Зоки во својата градинка. Учителката зачудено го пречека новото дете, но Лидија ја објасни. Ова е Зоки учителке. Зоки Поки. Ако да остане денеска кај нас? Ако ли де, нека ни биде гостин, се сложи учителката. Но кога влегува во големата соба со многу столчиња и масички и кога сите деца седнаа на своето столче, се виде дека за Зоки нема празно место. Ах, Зоки, а каде да те ставиме сега тебе? Рече учителката. Сите се развртка и најпосле го седнаа Зоки врз една масичка. Таму тој остана се дотогаш, додека учителката не го заврши раскажувањето на убавата приказна што ја имаше подготвено денес за децата. Потоа сите излегоа надвор, па почнаа да пеат и да играат, а кога одново требаше да седнат на своите малечки столчиња во собата, Зоки пак си седна врз својата масичка. Ова на Зоки многу му се допадна. Па кога попладнето дојдоа дома, уште не го слечени палтото, тој се поткачи на едно столче и чуп, седна врз масата. Зоки, што е тоа? Вели баба му. Слези, вели и Лидија. Но Зоки не слегува. Ама Зоки, чули што ти реков? Повторува баба му поостро. Чув, вели Зоки, но не слегувам. Сакам и овде да е градинка. Овде има столови, вели Лилија. Слези, Зоки Поки. Нејкам. Сакам да седам врз маса. Но Зоки, вели баба му, на масата се јаде, а врз стол се седи. А јас ке седам врз маса, а на стол ке јадам. Добро, вели баба му и замолчува. А кога Зоки посакува да јаде, чинијата со јадењето таа му ја става на столот и си оди. Гледа Зоки, Лидија убаво се јаде, а тој мора да се наведнува од масата кон столот и не може ни залче да земе. Гладен е, не може да биде погладен, но и наетот не му дава да слезе од масата. И што да прави? Најлесно му е да заплаче. И Зоки почнува да плаче долго и обтегнато. Тогаш доаѓаат од работа татко му и мајка му. Што ти е, сине? Прашуваат загрижено и двајцата. Олеле! Плаче Зоки сега уште погласно. Баба не ми дава да слезам од масата. Ме тере вака да јадам. Олеле! Заедно со Зоки Поки живее еден Фигаро. Тој е може би исто толку познат
колку што е познат и прочуениот бербер од операта Севилскиот бербер, но за жал, овој Фигаро нема никаква врска со берберскиот занает. Да знаеше барем малку да држи ножици и да подсечува ваму таму. Тогаш косата на Зоки Поки сигурно секогаш ќе беше убаво подкастрена. Но, може би и за среќа. Зашто леле? Кој знае што ќе станеше во станот на Зоки Поки, ако овој Фигаро умееше да држи ножици? Еве ви го да го видите. Големата авантура на Фигаро. Мачорот на Зоки е дебел и прилега на голема топка за плажа. Но иако сите го познаваат тоа, никој не умее да каже како тој го доби своето име, кое впрочем никако не подсетува на таква топка. Најпосле, зарем за еден мачор може името да биде толку важно? Тој е навистина познат и славен, а на славните им требаат убави имиња. Но Фигаро беше од оние што не обрнува внимание на тоа. Тој само знаеше дека сака да си игра и да се задева. Да, рака на срце, многу сакаше да се задева. Например, многу сакаше да се обесува со ноктите на долгото и набрано здолжиште на бабата, или лулето на тато да го тркала под кревет, иако тој поради тоа многу се лути, или да скока врз убавиот чадор на мама. Што се чудите? Еднаш така и стана. Скокајќи од краденецот врз него, кога тој беше отворен да се исуши од дождот, Фигаро го расцепи свилениот чадор со своите ногти. Гледате ли? А пак што прави со Зоки? Тоа не може да се раскаже. Умот ќе ви застане. Сака да си ја стави извалканата шепа врз секој негов најнов цртеж, за да изгледа како печат. Сака да лизне од секоја чаша млеко што Зоки треба да ја испие. На кој му дава? Сака да ја завлече главата во чевелот на Зоки и така како збудален да јури низ станот. И уште што не. Но, по се изгледа, најмногу сака да си игра со муви. Штом ќе види мува, заборава на себе. Скока по неа и врз краденецот и врз запалената печка, па дури за една мува може да се најде обесени на лустерот. Како го прави тоа, никој не знае. Неговите скокови се вистинско чудо. Па бидејќи сите зборуваат за него, го фалат, ги опишуваат неговите збеснувања, го караат и го клоцаат, викаат по него, па само се слуша неговото име. Славата на Фигаро секој ден расте. Веќе секое дете од улицата знае за него. Но не може да се рече дека сите толку го сакаат колку што зборуваат за него. На славните им се восхитуваме, но дали ги сакаме, друга работа е. А завчера по улицата се пронесоа гласови. Фигаро! Пш, пш! Кутриот Фигаро! Пш, пш! Замислете, Фигаро! Некој го сожалуваше, некој му се подсмеваше. Така ти е секогаш. А еве што се случи. Низ прозорецот во собата влета една оса. Дзунеше гласно и предизвикуваше. Фигаро ги заостри ушите и фррр по неа. Таа на прозорецот, тој врз завесата. Таа на таванот, тој врз краденецот. Таа на креветот, а тој под креветот. Потоа таа кај вратата, а тој над масата и ги исклештил забите. Одеднаш осата долета право пред неговите нозе, а збонетиот Фигаро, пап, ја поклопи со муцунката. Што стана потоа? Фигаро мјаукна и се пикна под креветот. А осата остана неподвижна на своето место. Но повеќе го немаше Фигаро да излезе. Под креветот остана цел ден и молбите на Зоки не ги послуша. А кога доцна вечерта со тажно мјаукање ја подаде главата, сите подзинаа. Ова ли е Фигаро? Очите му беа речиси затворени, а носот како домат. Само опашката мрда помирливо и потоа се познава дека гордиот Фигаро бара милост. Бабата го зеде в скут и почна да му става студени облози врз каснатото место. И како што се вели за некого дека од кога ќе се попари од млеко дува и на матеница, така по оваа случка и Фигаро почна да бега дури и од мувите. А тоа беше нешто што не смееше да му се случи на еден славен мачор. И кога оваа вест се пренесе по улицата со шепотење, славата на Фигаро почна да потемнува. Пш, пш, чуф,
Чувте ли што му се случило на Фигаро? Пш, пш. На улица. Денеска Лидија и Зоки Поки нема што да прават. Одат тие двајцата околу својата зграда, а Зоки има во раката црно јагленче. Нацртај го, Фигаро, вели Лидија. Зоки се завртува кон зидот и почнува да црта. Тој знае по нешто многу убаво да нацрта, а Фигаро особено убаво го црта. Нацртај му и коски, предлага Лидија. Нека се лаже, Фигаро. Зоки нацртува и коска. Потоа тие пак шетаат околу зградата. Нацртај едно коковче, вели Лидија и Зоки Поки пак црта. Нацртај му и пиленце. Така и коковчето и пиленцето остануваат над зидот, а Зоки и Лидија продолжуваат да шеткаат. Ајде сега нацртај тркалца, тркалца, многу тркалца. И Зоки пак се завртува кон зидот и со своето јагленче црта многу тркалца. А сега нацртај еден стап голем, да биде голем. Зоки го допира јагленчето до зидот и почнува да трча, а над зидот останува предолга црна линија. Тоа е нацртаниот стап што го бара Лидија. Но на крајот од зидот Зоки веќе нема јагленче во рацете. Тоа се потроши. Одеднаш еве еден постар човек. Што е ова? Го прашуваат тој децата. Кој е? Се чуди Лидија. Ваша ли е оваа зграда? Наша, вели Зоки. Па и тој почнува да се чуди. Јас седам на 4-тиот кат, а Лидија под нас. Добро, вели човекот. Бива ли вашата зграда да изгледа вака грдо? Не е грдо, вели Зоки. Ова се слики, како во градинката на Лидија. Направи човекот. Ова веднаш треба да го избришете. О, не може. Се буни Зоки и мака го фаќа од работата што би се отворила. Може, со топла вода и со крпа. Но ние не можеме тоа да го направиме. Ние сме малечки, вели Зоки и се стуткува целиот за да се смали. Добро, тогаш ќе ви ги истрагам ушите за да пораснете. Не, го запира Лидија. Јас се ќе избришам, чичко. Ви ветувам, сигурно. Ти си добра малечка, вели чичкото. А кога ќе го избришеш? Па се разбира, чичко, кога ќе пораснам. Не грижете се, нели ви дадов чесен збор? Кој бил кукавица? Денеска, поголемите деца од зградата на Зоки Поки се фалат кој од кого е похрабар. И Зоки е меѓу нив. Тој вели, и јас сум храбар. На големите деца не му обрнуваат внимание. И јас сум храбар, повторува погласно Зоки, но веќе е навреден. Пак никој не се завртува кон него. Никому ништо не му значат неговите зборови. Чувте ли? Сврескува Зоки кон големите деца. И јас сум храбар. Големите деца дури и сега го погледнуваат, но малку зачудено. Кој е храбар? Се чудат. Јас, вели Зоки. Ти си кукавица, мајкин сине, велат големите деца. Те знаеме ние тебе. Не сум кукавица, ќе видите. Но големите деца веќе не го слушаат и го буткаат да ги остави насамо. Тогаш по улицата доаѓа голем двокатен автобус, црвен како црвениот албум во татковата работна соба. Во лутина и без, зашеметен и навреден, Зоки небаре добива крила и се стрчува кон него. Некој продорно крикнува. Се слуша страшно шкрипење на кочници. Големите деца се завратуваат натаму и остануваат занемени. Пред големите тркала на црвениот двокатен автобус стои дете, големо само колку нив, вкочането и жолто како зрел лимун. Тој е исплашениот Зоки Поки. Дури сега сваќа што направил. Нозете му се тресат и во главата му се врти. Иако автобусот веќе стои, тој со најголема радост би помегнал пред неговата огромна големина. Но нема сили за тоа. Шоферот исто толку жолт како него, ја брише потто од челото и вика кон Зоки. Но тој ни да се помрдне. Гледа во патниците што се појавили испрашени по прозорците, срцето му тупоти, другите автобуси свират и тој не знае што да прави. Тогаш шоферот слегува од кабината, го фаќа Зоки за уши и така го довлечкува до тротоарот. Големите деца веднаш го заобиколуваат. И ете тогаш
нему му се враќа силата. Си мисли, леле колку беше страшно, никогаш повеќе. А пред големите деца се исперчува како да добил орден за својата храброст и додека бојата на лицето пополека му се враќа, тој вели: Видовте ли која е кукавица? Шоферот немаше смелост да ме изгази. Зоки Поки беше в парк, па кога се врати оттаму го прашаа: Што виде таму, Зоки? Зоки како одамна да го очекувал ова прашање. Тој знаеше дека децата често така ги прашуваат за да ги научат повеќе да гледаат околу себе. Како па тие тоа да не го правеа? Но Зоки како Зоки беше подготвен на се. Па за да им направи задоволство на постарите, почна да реди како ни стоп. Видов еден чичко. Леле колку беше смешен. Немаше друга работа, па со една жица ги буцкаше сите книвчиња што ги испуштаа децата. Потоа си ги ставаше во една кошница, за да си ги носи дома. Возрастните се насмееја, но сепак го потикнаа. А што виде друго? Една мајка и едно дете седеа на една долга штица што се нишкаше. На игралиштето ли? Да, но каква лоша мајка! Таа беше од едната, а детето од другата страна на штицата. Кога детето ќе дојдеше до земјата, таа ќе му направеше така тоа пак да се крене горе. Ох, кутрото, не смееше дури ни да заплаче. Да видевте само. Рекоа возрастните и пак се насмеаја. А што виде друго? Видов како едно бебе ја го чува деда си крај својата количка. Дедото дремеше, а бебето мафташе со рачињата за да му ги ишка мувите пред носот. Рекоа пак возрастните и пак се насмеаја. Потоа видов како едно големо дете се играше во тревата. Чичкото чувар го виде, потрча по него и му рече: Дојди да ти го измерам грбот, неваспитанко. Но детето беше неучтиво и избега. И на ова возрастните пак се насмеаја. На Зоки му е радост кога некој се смее, но тој неќе нему да му се смеат. Затоа тој рече: Епа, кога на се што ќе ви кажам се смеете, тогаш нема повеќе што да ви кажувам. И тој тупна со ногата и си излезе. Приказна за тажниот петел. Знаете веќе дека Зоки Поки живее во многокатна зграда во центарот на градот. Бидејќи пред неа и зад неа нема двор, неговите родители чуваат еден петел на таванот. Тоа се разбира забрането, но петелот е толку убав и голем, што не им дава срцето да го заколат. Секое утро Зоки и баба му носат храна на петелот. Кога ќе влезат тие на таванот, петелот секогаш стои мирно во еден агол. Не се ни трга, ни бега. Само така стои и гледа понекогаш во Зоки со своите љубопитни очи. Бабо, се чуди често Зоки, што му е на овој петел? Тажен е, му вели баба му. Затоа е таков. Зошто би бил тажен? Па на таван е Зоки. Кој петел не би сакал да биде надвор? Мисли Зоки. Многу е жално кога некој е тажен. Што може да се направи со овој петел? Да се пушти, со се малку на улица, например, како би било тоа? Од кога слегоа долу во станот, Зоки с кришом се искрадува пак на таванот и почнува да го гони петелот удолу по скалите. Петелот првин изгледа многу зачуден, но потоа како да сваќа нешто, истрчува и почнува да бега по скалите. На свиоците ги шири клијата како авион, скока и креска колку што му држи гласот. Зоки трча по него, се препиња, паѓа и вика. Се отвараат вратите од становите, излегуваат жителите на големата зграда и кога го гледаат петелот помислуваат дека тој треба да се фати. Сите потрчуваат по петелот, а тој сега веќе исплашен уште побрзо полетува на улица. Улицата малку го збунува. Застанува, почнува да гледа наоколу, испитува се и се што и се дуе. Се гледа дека е уплашен и среќен. И Зоки е уплашен и среќен. Тој не мисли на незгодите што може да ги предизвика овој петел на улицата. Бабичке, моли тој, не фаќајте го. Но никој не го слуша Зоки и тој почнува да плаче. Поминува еден камион и за малку убавиот петел ќе се најдеше под неговите тркала. Зад него јурат две лимузини и еден автобус.
па мотоциклисти со развијани виндијанг. Петелот сосем се избезумува, креска, ги шири крилјата и трча од еден до друг тротоар. Луѓето што трчаат кон него, за да го фатат уште повеќе, го избезумуваат. Туку што ќе избега од нив, еве ги тркалата на некој автобус, еве ги нозете на некој минувач или количка на некое бебе. Ах, каква брканица! Сообраќајот се запира. Доаѓа полицаец и бабата на Зоки мора да плати казна. Во градовите домашните животни не смеат да шетаат на улица и тоа треба да се знае и да се почитува. Но зарем тоа го знаеја Зоки и убавкото Петле? Петелот пак мора да се врти на таван. Но по овој настан како нешто да се измени во неговиот живот. На Зоке му се чини дека тој сватил оти и овде има пријатели. Инаку, зошто толку ведро би трчал кон Зоки, кога овој секое утро ќе ја подаде главата низ таванската врата? Големиот убав Петел, како да не е повеќе тажен. Дали е тоа поради пријателството со Зоки или поради тоа што најпосле сватил дека во големите градови е подобро да бидеш на таван отколку на улица? Гостино село. Кај Зоки дојде гостин, едно селанче од некое далечно село, дете на пријателот од татко му. Се викаше Толе. И тој Толе постојано молчеше. Седи на столот, ги скрстел рацете и гледа во шарениот чилим. А на Зоки му е здодевно тоа молчење. Сака да го зазбори, но бидејќи не знае како, тој се напрчува и вели: "Вие в село немате високи куќи, нели?" "Немаме," мрмори Толе. Како тој да е виновен поради тоа? "Немате ни кино?" "Немаме. Ни театар, ни циркус, ни големи улици, ни тротоари, немате ни лифтови, ни големи продавници, ни автобуси, ни..." "Немаме." "Одвај пелтечи, Толе. Немате ни електрични печки, ни тераси, ни вакви огромни оджаци." "Немаме." "Па што имате тогаш?" И Зоки Поки занесен мисли дека е победник. Толе ја крива главата и почнува да мисли. "Па, имаме двор. А вие имате ли двор?" Зоки се чешка по главата. Двор немаме. И Петелот го чуваме на таван." Толе се охрабрува. Имате ли поле?" "Немаме," вели сега Зоки. "Ете гледаш, а каде ви растат јаболката, крушите, грозието? На терасата?" Зоки се луди. "Добро де, добро, па што друго?" "Немате ни крави," вели Толе. "Ни биволи, ни воденица, нели? Ни поток, кажи." Немаме," признава Зоки. "Но повеќе со ништо не можеш да се пофалиш." Но Толе дури сега се топори. "Како не? А имате ли вие, кажи, планина?" "Планина?" се чуди Зоки. "Кој може да има планина?" "Па ние, до нашата куќа се наоѓа планина." Види, сте записува Зоки и замолчува. Тогаш влегува бабата со рацете запретани во тесто. Вели таа, "струјата изгасна. Питата нема кај да ја печам." "Ние в село имаме вршник," вели Толе, "и фурна, а вие електрични печки." Мисли Зоки, мисли и одеднаш се му станува јасно. "Па што?" си вели тој. "Те имаат она што немаме ние, а ние пак она што немаат тие. Па, тоа е прекрасно." Од оваа мисла лутината брзо му поминува и неговото лице со наклоност се насмевнува кон гостинчето од село. Досега многу пати чувте за баба му на Зоки Поки, но веројатно не го знаевте ова. Дека е тоа најубавата баба на светот. Дека е тоа најдобрата баба на светот. Дека е тоа најмилата баба на светот. Ке речете можеби, баба како баба, со очила и со два заба. Ако, и запомнете, за неа пред Зоки Поки ни еден лош збор. Ке ве разнесе како бомба, па ако сакате, обидете се. Кога бабата се лути, еднаш баба му се налути на Зоки. Веќе не знам зошто беше, но му рече: "Срам да ти е, Зоки, не зборувам повеќе со тебе." Но со кого ќе зборува Зоки,
Ако не со баба си. Дома повеќе никого нема. Тато и мама се на работа, Лидија в градинка. Тој се замисли. Ами, ако те насмеам, бабички, тогаш ли нема да зборуваш со мене? Не, рече баба му. Нема да ме насмееш. Тогаш Зоки ја зеде вазата и ја стави на главата. Па рече, гледај, бабичке, нели сум смешен? Бабата го погледа, но не се насмеа. Зоки со машата си го исцрни лицето, а со карминот на мајка си нацрта смешни извиени мустачи. Бабата пак не се насмеа. Тогаш Зоки отиде во бањата, ја зеде четката за пајажини, ја стави под мишка и почна важно да шета по собата. Но бабата ниту го забележа, ниту пак нешто од сето тоа и се стори смешно. Зоки рече, штраки, боки, кики, бум! Но и тоа не го направи саканиот впечаток. На Зоки веќе не му тагнуваше што да направи. Испи една чаша вода, го потргна фигаро за опашката, погледна низ прозорецот, нацрта едно човече со 7 нозе, но ништо. Без баба си е страшно осамен. Најпосле се реши. Го зеде бокалот од масата, замижа и го истори врз главата. Водата плусна по подот, а бабата скокна разлутено. Ти, неранимајко! Ти непослушко! Знаеш ли дека ќе те натепам толку убаво што ќе ме запомниш? Но Зоки, дури сега среќен, беше подготвен на се. Ако, бабичке, ако, натепај ме, убаво натепај ме. Само те молам, зборувај ми. Не можам кога не ми зборуваш. Грижа. Бабо, прашува еднаш Зоки, кога ќе се женам јас? Баба му малку се чуди на ова прашање, но пак му одговара. Кога ќе пораснеш, Зоки? За Зоки е ова малку необично. Тој од секогаш мисли дека е пораснат, но другите тоа како да не го познаваат. Па зар не сум пораснат? Прашува тој за секој случај. Ти треба уште малку, а ти треба и некоја да сакаш. Како да сакам? Како што ме сакаш, например, мене. Само тоа? Само тоа, Зоки. Па тогаш јас ќе се оженам со тебе, бабичке, само нели ќе ми кажеш кога ќе бидам голем? Жешка супа. 100 пати на Зоки му е речено дека жешката супа не смее веднаш да се јаде, зашто забите ќе се расипат. И Зоки 100 пати ќе рече, смее да се јаде. 100 пати на Зоки му е речено дека супата не смее и сосем да се излади, па потоа да се јаде. А Зоки се ќе рече, смее. Денеска никој ништо не му рече на Зоки за супата. Затоа, што ми ја ставија чинијата пред него, тој веднаш сркна и се испопари. Тато, правејќи се дека не го забележал, рече, ах, оваа супа денеска е многу жешка. Не, рече Зоки. Па зошто не јадеш? Така. Денеска, рече мајката, супава некако многу се изглади, нели, Зоки? Не, рече Зоки. Но студена е, беше упорна мајка му. Види! Не е, мамо, кога ти велам, викна Зоки. Но јас ти велам дека е студена, а јас ти велам дека е топла. Топла, се зачуди бабата и од која тој не се надеваше на помош. Топла велиш? Пих, не можеш да докажеш. Можам, не можеш. Ама можам. Списка Зоки и го испржи својот црвен јазик. Еве, добро е, се наспевна сега бабата. Нашиот Зоки веќе знае што е жешка супа. Игра. Дојде зима и падна првиот снег. Надвор се замрзна. Баба му го облече убаво Зоки Поки, му ја стави топлата капа и го прати пред зградата за да се игра со децата. Но никој од децата не го примаше во играта, зашто ни тој ни Лидија не знаеја да играат некоја игра токму онака како што се играше. Ова многу го разлути Зоки Поки. Тој ја викна Лидија и рече, дојди, Лиде, ние сами ќе си играме нешто. Но што? Почна да размислува Лидија, па дури почна и очите да ги превртува од размислување. Знам што, ќе направам човек, вистински, не снешко. И Зоки зеде грудка снег, убаво ја стегнува и ја става на земи. Врз него става поголемо црвенка никаво камче што го исклопува во снегот. Гледаш, вели, човек, немој да се буниш.
каменов е главата. Лидија го гледа човекот од сите страни. Аха, тој е човек. Чекај, и јас ќе направам. Што ќе направиш? Па човек. Не може. Јас направив човек. Ама и јас ќе направам. Можам. Не смееш. Твојот нема да биде добар. Ќе биде, Зоки? Не. Јас прв направив човек и тој е најдобар. Иако Лидија не попуштеше, тие сигурно ќе се скара. Добро, вели таа. А да направам шпоред, Зоки? Ако? Ако. Шпоред може. А тенџере? И тенџере може. Ќе вариме ручек, ако? Ако. А за кого? А за кого варат нашите мајки? За нас. Ние пак ќе вариме за твојот мачор и за твојот петел. Добро. Лидија сега зеде грудка снег, ја сплескува и ја стави на земи. Тоа е шпоред. Од друга помала грудка, што ја дупнува малку во средината, за да се разликува од шпоретот, таа прави тенџере. Сега да купиме нешто за ручек, вели Зоки. Тој оди од зад аголот од куќата и помалку се враќа со полни раце смрзнати дрвца и ситни камчиња. Ама ручек ќе биде ова, извикува Лидија за да чујат и другите деца. Веднаш ќе биде готов, Зоки, веднаш. И таа почнува да меша во тенџерето со едно стапче. Оваа игра ги привлекува другите деца. Што правиш, Лида? Ја прашуваат сега тие. Ручек прави, одговара надуено Зоки. Охо-хо, се засмејуваат децата. Каков е тој ручек? Месо од дрвца со граф од камчиња, вели сериозно Лидија. Охо-хо, а има ли супа? Има. А од што е таа сладка супа? Се кикотат децата. Од коски. Од коски од мраз. Охо-хо, се фаќаат за стомак децата. А сигурно има и салата. Има, се дуе Лидија. Салатата ни е од снег, нели, Зоки? А колачињата? Каде ви се колачињата? Охо-хо, и колачиња има. Лидија веќе се лути. Пукнете, и колачиња има. И Зоки вели, пукнете. А од што се колачињата? Се уште ги задираат децата. Почнува налутено Лидија, но не може да се сети. Сака да заплаче, но вели. Колачињата се од ништо. А Зоки намуртено додава. И за вас нема. Колачињата веќе ги изедовме. Зоки Поки има многу играчки. И моторен воз, и авион, и лимузини, и велосипеди, и трактори, дигалка, и топки, и труби. Но од сите, најмила играчка му е сламеното мече. Зошто сламеното мече може да го земе в постела, може да му зборува, може да му нацрта вештачки солзи и мустаки, може и да го натепа. Сламеното мече може да изгледа како живо, па затоа Зоки Поки најмногу од се го сака. И мечето има грип. Зоки е болен од грип. Стариот чичко доктор рече дека ќе мора да остане в постела, ако сака побрзо да оздрави. Но на Зоки му е многу здодевно постела. Тој лежи сам, мајка му е на работа, татко му е на работа, а баба му го готви ручекот во кујната. Бабо, вика одеднаш тој, дај ми го сламеното мече да си поиграм. Баба му доаѓа, но и паѓа на ум дека Зоки ќе се открива ако му дозволи да се игра со мечето. Мечето, се чуди таа. Па нели ти е жал за него, Зоки? Ако е до тебе и тоа ќе се разболи од грип. Мисли Зоки, мисли и нема што да каже. Баба му пак си оди во кујната и нему му е уште потешко вака сам. Надвор врне дожд и прозорците се влажни. Бабо, вика пак Зоки. Дојди брагу ваму. Баба му доаѓа. Што е, Зоки? Ами, не знаеш ли? И сламеното мече е болно од грип. Како? Се чуди баба му и поаѓа кон мечето што седи жално изфрлено во агалот. Ка! Кашла Зоки зад нејзиниот грб, преправајќи го гласот и вели. Слушаш ли, мечето кашла, настина тоа е. Па што да правиме, Зоки? Вистински се чуди баба му. Донеси го кај мене в кревет, да се стопли, бабо, така заедно ќе оздравиме. Добро,
вели баба му. Но ќе треба и од лекот заедно да пиете. За мечето знам дека ќе пие. Тоа сака да оздрави. Но ти ќе пиеш ли? Зоки размислува. Инаку не ти го давам. Ќе пијам. Вели Зоки и ги пружа рацете кон сламеното мече. Баба му го става мечето во постелата на Зоки. Но да знаеш, нема да се откривате. Зашто мечето тогаш повеќе ќе настине и јас ќе ти го земам. Така сега Зоки и неговото сламено мече лежат мирно во постелата, покриени дури до устата. Зоки само тивко му зборува на мечето и го трга за нозете под јорганот, а бабата спокајно си работи во кујната. Зоки се жртвува. Стариот чичко доктор дојде да го прегледа болниот Зоки и при тоа рече: "Ке треба да му ја испитаме крвта на Зоки." Пе се заврти и кон него. "Ке дадеш ли малку да те боцнеме, а?" Зоки се разбира нема поим што е тоа, но за да не излеже страшливец вели: "Па, зошто не?" И така го одведоа Зоки во амбулантата. Го одведоа заедно со неговото сламено мече, зашто Зоки не сакаше да се оддали од него. Па по патот се му зборува: "Ние не се плашиме од ништо, нели мечко? Да видиш што е лесно тоа боцнување. Веднаш ќе помине." И додека Зоки го стега мечето во своите гради, тоа кима со разнишаната глава, како да му потврдува. Во амбулантата ги дочека еден човек сиот во бело. "О, вели, ти си тој Зоки, а? Та ние за тебе чувме многу нешта." "Што сте чуле?" прашува Зоки. "Па тоа дека си бил голем јунак." "Не, нема да го излажат Зоки. Тој веднаш знае дека сакаат да го охрабрат за да не се плаче од боцнувањето." "Не, овој чичко ништо не чул за него. И баба му така му вели кога му дава да пие од оние горчливи лекови." Но Зоки ништо не вели на тоа. Тој ја се разбира готов се да поднесе само чичкото во бело да не помисли дека тој е навистина страшливец. "Сега, Зоки, ќе бидеш ли мирен?" го прашува чичкото. "Па јас сум мирен." "Одлично," вели чичкото. "Сега, Зоки, малку ќе те боцнеме со оваа игличка во некој од твоите прстиња. Затоа ќе ми кажеш кој од твоите прстиња е најнемирно." "Зошто?" "Него ќе го боцнеме. За казна. Нека знае дека и ти можеш да го накажеш што е немирно. Ако е твое." Чекај да помислам, чичко." И Зоки почнува да мисли. Ги гледа сите своји прстиња, но не може да се реши. За сите му е жал. "Не, чичко, сите мои прстиња се мирни," вели тој. "Не давам ниту едно да ми боцнете." "Па нели си ти храбар, Зоки?" "Јас сум храбар, чичко, но моите прстиња се добри. Не сакам да ми ги накажувате." Чичкото размислува. "Тогаш ќе го боцнеме твоето убаво и кротко мече. Ако? Мораме некого да боцнеме, за да оздравиш ти, Зоки." "Морате." "Мораме. А зошто токму мечето?" "Па ти не ги даваш прстињата, а кутрото мече, иако е подобро од сите твои прстиња, треба да се жртвува за тебе. Гледаш ли каков си ти, Зоки? Не ти е жал за пријателите?" "Жал ми е. Ние убаво си игравме со мечето. А ќе го боли ли, чичко?" "О, него многу ќе го боли. Зашто е мече? И ќе ти се лути дека си го предал. Па може би и ќе ти се загуби некаде намерно, за да не биде повеќе со тебе." Зоки гледа во чичкото не верувајќи се, но наскоро му ја подава својата рака. А овој брзо, само малку го боцна и се беше готово. "Само толку?" прашува изненаден Зоки. "Само толку," вели чичкото и се смее. Но одејќи за дома, Зоки му го покажува боцнатото прсте на сламеното мече и му вели: "Гледаш ли, мене ме боцнаа за тебе. Па сега внимавај, немој некаде да ми се загубиш, зашто тогаш ќе дадам да ти ги избоцкаат сите твои прстиња за казна. Да знаеш, јас се жртвував за тебе. Помни сега." Што е смешно? Многу нешта се смешни на овој свет. Да пукнеш од смеење. Додека надвор вее снег, Лидија и Зоки гледаат низ прозорецот. Лидија вели: "Што е смешен овој снег, Зоки?" И таа почнува да се смее, дуејќи ги образите. И што бил смешен? И се подбива Зоки и го поддржува нејзиното смеење.
И за да покаже дека ја исмејува и тој ги дуе образите како неа и престорено се смее. Но Лидија не се повлекува поради ова подсмевање. О, Зоки, вели таа, што е смешно она дете? Погледај го. Леле, што било смешно. Се смее Зоки и за да биде уште посмешно додава еден нов вид смеење. Тој прави а он на дрво Зоки ќе му распукнат образите на Зоки. Лидија на вистина смешно му изгледа. Таа веќе не може да диша од смеење. Зоки, се загрцнува таа. Сега и на Зоки се во ова му станува многу смешно. Тој ја гледа расмејаната Лидија и смејата како река го зафаќа. Што? Што ти е пак сега смешно, Лиде? Смешно ми е тоа. А мене пак твоето ха-ха-ха. И тоа Што е тоа? Што е смешно, леле Зоки? Лидија се превиткува од смеење, но сега и Зоки се превиткува од смеење. Тие се држат за стомаците и се смеат. А за да биде уште посмешно, Зоки се смее вака. И Лидија одвај без див му се приклучува. О, навистина, колку смешни нешта имало на овој свет. Едноставно, можеш да пукнеш од смеење, само ако посакаш. Новогодишна згода. Еднаш во годината доаѓа новата година. Тоа го знаат сите деца, а тоа го знае веќе и Зоки Поки. Но тој дозна и друго, дека за овој весел зимски празник неговите родители се готови да му исполнат секаква желба. Ова особено го зарадува Зоки Поки. Тој ги викна децата од неговата зграда и тие заеднички искитија една висока елка во најголемата соба од станот на Зоки. Татковците им донесоа многу играчки, бомбони во светликава хартија и разни фигури што можеа да се обесат на елката. Но меѓу сите овие шарени дребулии, најубав беше чоколадниот дедомраз што децата го ставија под елката. Од кога беше се готово, тие си отидоа дома и му нарачаа на Зоки убаво да ја чува на китената елка, зашто неговиот мачор може нешто да собори. А утре, токму на првиот ден од новата година, децата ќе дојдат овде и со убави песнички ќе го поздрават овој радосен празник. Зоки Поки сериозно си ја свати задачата. Ке ја чува елката како што не чувал ништо и никогаш досега. Задача си е задача. А уште кога ќе ја доверат другари, тука нема мрдање. Вечерта Зоки побара да спие во големата соба заедно со жарината елка. Неговите малку се опираа, но нели за овој празник се му се исполнува. Добро, но кога утредента децата од сета зграда дојдоа под шарината елка, видоа дека големиот дедомраз од чоколада ја нема својата нога. И почнаа неволите. Драган, кој беше главатар на сите деца во зградата, се доближи до елката и убаво го разгледа дедомраз. Потоа свечено рече: ногата е изедена. Тука нема грешка. Изедена! Се зачудија децата на оваа смелост на некој си неранимајко. Изедена! Драган нитро се заврте кон Зоки и свика: признај! Признај, признај! Свикаа кон Зоки и другите деца многу строго. Зоки и така се плашеше помалку од Драган, зашто Драган беше некаков си извидник, а извидниците знаат да откриваат секакви тајни, а сега се исплаши и од другите деца. Па се склупчи и рече: не сум јас. Нели нема да ме тепате? А кој е ако не си ти? Кажи, влегуваше ли некој овде ноќеска? Влегуваше... Кој? Скокаат децата. Мачорот Фигаро, прошепоти Зоки. Но знаеше дека децата ќе му се смеат. Та мачорите не едат чоколада? Но Драган беше лут и никој не се осмели да се насмее. Чекајте, рече тој стручно. Јас ќе го пронајдам крадецот, туку тешко нему. Сите деца му поверуваа, зашто во извидничкиот одред тој беше најдобриот во пронаоѓањето разни траки. Се наведна Драган до подот и почна да душка. Долго време ништо не кажуваше, а децата напнато очекуваа. Така душкајчи тој дојде до елката и таму одеднаш застана. Држеше нешто во рацете. Што најде? Прашаа децата. Влакна, долги црни влакна, како од некое животно. Сите се исплашија. Какво ли пак животно било овде синоќа?
На Драган очите му светнаа, но тој изборуваше со шепот. Изгледаше многу сериозен и горд што ја пронајде трагата на крадецот. Но тогаш едно од децата се присети. Да не се тоа влакна од Фигаро? Јасно, на сите им олесна. Со Фигаро ресно ќе се расправаат. Нека е само тој. А ти, Драгане, рече едно од децата подсмевнувајќи се. Се правиш како лав да си уловил. Драган од това многу се навреди, па налутено рече: Ке му покажам јас на тој мачор, коските ке му ги искржам. И тој јурна кон вратата. Но уште не беше ни излезен, во собата се чу слабото гласче на Зоки Поки. Немој, Драгане, мојот мачор не е виновен. Јас ја изедов ногата на Дедо Мраз. Тато и мама се две суштества кои не можат одделно да се замислат. Тато е како голем брат, а мама како голема сестра. Тие заедно одат на работа и заедно се враќаат од работа. Тие се сакаат, се почитуваат и се заштитуваат еден со друг, како да се две деца. А тоа е затоа што и тие двајцата не можат да се замислат одделно. Па, кога едно дете ќе си ги свати сите овие нешта, како што ги свати и Зоки Поки, тогаш за него е најголема среќа кога тие тато и мама ќе го засакаат и него и ќе го примат во својата убава заедница, чувајќи го како најскапото што го имаат. Зоки Поки сака да е секогаш со нив. Кога ги гледа, тој дознава каков ќе биде и самиот кога ќе е многу голем, а тоа го радува. Цртеш. Татко му на Зоки Поки не е многу дома, но кога е, тој рече си целото време му го посветува нему. Денеска, тој му и покажува како се бои веќе нацртана куќа. Тато ќе нацрта куќа и Зоки ќе нацрта куќа. Потоа тато ќе ја обои куќата, покривот со црвена боја, зидовите на куќата со жолта, прозорците со кафеава, тревата околу куќата со зелена, а небото со сина боја. Сега е ред и на Зоки. Можеш ли сам? Го прашува тато. Можам, вели Зоки. И го обојува. Покривот со зелена, куќата со сина, небото со кафеава, тревата околу куќата со црна, а прозорците со жолта боја. Не, Зоки, вели татко. Куќата и прозорците можат секако да се обојат, но тревата не може никогаш да биде црвена, ниту пак небото кафеаво или пак покривот зелен. Погледај, пак мојов цртеж и почни одново. Зоки го погледнува татковиот цртеж и почнува. Сега небото е црвено, а покривот жолт, а тревата околу куќата е кафеава. Пак почнува одново. Но еве, небото е сега зелено, тревата сина, но затоа пак покривот е црвен. И уште само еднаш. И покривот е црвен, небото сино, но затоа пак тревата е жолта. Тревата е жолта само кога е сушена, сине, му вели тато. А нашата трева е зелена. Обои ја правилно, уште не е и готов ќе биде цртежот. Но на Зоки повеќе не му се црта. Тато, вели тој, но додека јас цртав, тревата се исуши. Ако? Нека остане жолта. Во зоолошката градина. Мама го одведе Зоки во зоолошката градина, зашто тој веќе треба да научи како се викаат некои животни. Зоки, ова е штрк, му покажува мама. Штрк, повторува Зоки. Ова се вика жирафа. Жирафа, вели и Зоки, а во себе си шепоти. Штрк, жирафа. Мечка, Зоки, му покажува пак мајка му. Мечка, значи штрк, жирафа, мечка. А види, ова е слон. Ти се допаѓа ли? Слон. Не знам дали ми се допаѓа. Штрк, жирафа, мечка, слон. А ова е лисица, Зоки? Вели мама и го прашува. Ке запомниш ли, сине? Лисица, вели и Зоки. Веќе знам. А во себе шепоти како научена стихотворба. Штрк, жирафа, мечка, слон, лисица. Доста е за денес, вели мама. Сега, Зоки, да повториме. Како се викаше ова животно? И таа му покажува на лисицата до која застанаа. Зоки шепоти отчајано во себе. Штрк, жирафа, мечка, слон, лисица. Но никого не може да му ги запамне имињата одназад. Тоа му е многу тешко. Затоа, тој истрчува кај штркот и лесно почнува да реди. Штрк, жирафа, мечка, слон, лисица. Мама ја сваќа работата. Добро, Зоки, вели таа. Може би вака полесно ќе ги запомниш. Нели ти личи штрков на моево чадорче? Жолта рачка како неговите нозе, а неговите бели крилја го прават чадорчето.
Личи, вели Зоки. А жирафата пак ми личи на твојата шарена блуза. А мечката? Мечката, се чуди Зоки. Мечката нека биде твојата бунда, ако? Добро, Зоки. А слонот? Слонот ми личи на нашиот голем бокал дома. Не е токму таков, но ако. А лисицата, Зоки, не ли ти личи на нашиот Фигаро? Да, лисицата нека биде нашиот Фигаро. Сега, Зоки, како се вика животното што е шарено како мојата блуза? Жирафа, вели Зоки. Добро, а што представува моето чадорче? Штрк, жолти нозе, бели крилја. А на кого личи, Зоки, нашиот мачор Фигаро? Ха, се смее Зоки. На лисицата, еве ја. А кој е ова животно? Слон, личи на нашиот бокал, а она е мечката. Одлично, Зоки. Потоа мама и Зоки си одат дома. Но дури таму почнуваат да се случуваат необични нешта. Например, Зоки вели: "Бабо, дај ми го слонот, ми се пие вода." Или "Нашата лисица сакаше да го истине штркот на мама." Или "Мама ги соблече жирафата и мечката." А што прават оние што го слушаат вака да зборува? Се фаќаат за глава, се разбира. Според заслугата. Недела е. Сите се дома. И тато и мама, а се разбира и бабата и Зоки. Ручекот се вари на шпоретот и ја исполнува собата со миризба што предизвикува силен апетит. Додека ручекот се вари, сите по нешто работат. Тато, например, купи леп, го донесе дома и го исече на тенки парченца. Мама направи салата од зелка и ја нареди масата за ручек. Бабата го привардуваше ручекот и се врткаше околу шпоретот. А Зоки што правеше? Се разбира, и тој се врткаше околу шпоретот. Но зошто? Јасно. Тој само го подкреваше капакот на тенџерето во кое се вареше јадењето. Го подкреваше неколку пати, замишуваше и длабоко вдишуваше од опојната миризба. И најпосле, ручекот стаса. Зоки прв си ги изми рацете и се разбира, исто така прв седна до масата. Но тогаш тато рече: "Чекајте сега, да видиме кој што заслужил за овој ручек." Бабата рече: "Јас го сготвив ручекот. Заслужуваш јадење." Заклучи таткото и тури на бабата полна чинија манџа со прекрасно парче месо. На Зоки му се наполни устата. Мајката рече: "Јас го исчистив станот, ги измив садовите, направив салата и ја наместив масата. И ти заслужуваш јадење," рече таткото и нејзе стави полна чинија манџа и едно исто така убаво парче месо. Зоки сега веќе мораше да си поголтнува. "Јас пак," рече таткото, "бев на пазар, купив се што требаше, донесов хлеб и го исеков. Заслужувам ли ручек?" "Заслужуваш," рекоа бабата и мајката, па таткото и себе си ја наполни чинијата. "А ти, Зоки, што направи?" Се заврте потоа таткото кон Зоки. "Јас?" се зачуди Зоки. "Зарем и јас треба нешто да направам?" "Треба," рекоа сите. Јас, почна Зоки уплашено дека вака како што пошло ништо не ќе добие за ручек. Од ненадеж се досети. "Јас го кревав капакот на тенџерето." "Капакот," рече таткото. "Капакот?" Тогаш Зоки, еве ти го капакот за ручек." Зоки денгуба. Еднаш мама му се развика на Зоки. "Каде си досега, денгубо една? Цел ден си надвор и ништо не сакаш да работиш." Зоки веднаш стана сериозен и рече: "Како не сакам да работам? Па јас цело време само работев. Да знаеш колку сум уморен." "Што?" рече мама. "Сега ќе се преправаш дека ти се спие само за да не те карам, нели?" "Не," рече Зоки и гледаше во прстите од нозете. "Па кажи што работеше мамина одмено?" Но Зоки не сакаше да одговори. Не е тој толку глупав да го каже тоа што за возрастните не е работа. А тој цело време, како работеше. Вам може да ви се каже зашто вие ќе разберете. Еве, прво, со голем напор чиште се чреши во својата уста. Второ, броеше колку пердувки има неговиот петел на таванот. Трето, сакаше да ја скрие својата сенка зад едно буре пред зградата. Четврто, ја бркаше страшната колона мравки што се појави на скалите. Петто,
размислуваше колку огромни лажици содржи супата што ќе мора да ја изеде на ручекот. 6. Се мереше со јаже за да знае колку ќе порасне по една недела. 7. Ги чистеше татковите џебови од останатите зрна леблебија. А зарем е тоа малку? Зошто плаче Зоки? Ке му рече мама на Зоки: "Донеси сине вода во бокалот?" А тој ќе одговори: "Неќам." "Зошто сине?" ке го праша мама. "Зарем не ме сакаш?" "Не," ке рече Зоки. "Не те сакам." Ке му рече мама на Зоки: "Помогни и сине на баба?" А тој ќе одговори: "Неќам." "Зошто сине?" ке го праша мама. "Не те сакам." Ке му рече мама на Зоки: "Појди викни ја мајка и на Лидија сине, сакам нешто да ја покажам." А тој ќе одговори: "Неќам." "Зошто сине?" ке го праша мама. "Така, не те сакам." Ке му рече мама на Зоки: "Дојди да ми помогнеш да ги измиеме задовите сине?" А Зоки веднаш ке рече: "Не те сакам, не те сакам." Но попладнето мама се подготвуваше да излезе на прошетка. "Ке ме земеш ли со тебе, мамичке?" прашува Зоки. "Не," вели кусо мама. "Зошто, мамичке?" "Така," вели едноставно мама. "Не те сакам." Тогаш Зоки почнува да плаче. И сите што го гледаат се прашуваат: "Зошто е сега ова плачење?" Колачиња. Мајка му на Зоки направи колачиња. И шарани од озгора со бадемчиња и со чоколада. Штом ќе ги видеше на Зоки, нешто скокотливо ќе му заиграше во стомакот. "Мамо," постојано молеше тој, "да земам ли уште едно, само уште едно сосем малечко колаче?" Мајка му се смешкаше, но кога еднаш надзирна во садот во кој ги чуваше колачињата, виде дека сите тие се преполовени. Се замисли таа и ги крена колачињата високот над долапот. "Ами, сега што ќе прави Зоки? Ги нема веќе колачињата?" "Мамо," прашува пак тој, "а кога ќе ги јадеме оние колачиња?" "Кога ќе дојдат гости," вели мама. "Доста ти се тебе, лошо ќе ти биде од многу колачиња." Но на Зоки не му е нималку лошо. Штом ќе се сети за колачињата, него стомакот го боли по нив. Најпосле дојдоа гостите. Тие уште се ги соблекуваа капутите во предсобието, а Зоки ги прашуваше: "Јадете ли вие колачиња?" Потоа гостите влегоа во собата. "Мајка ми направи многу убави колачиња," вели Зоки и така го прекинува разговорот што неговите родители го започнале со гостите. "Зоране, биди умен," го потргнува баба му. Зоки се сневеселува, но не поминува многу време, тој пак се сеќава на колачињата. Но како да почне разговор за нив? Се завртува кон мајка си. "Мамо," вели, "ние имаме гости. Зарем нема да ги почестиш со колачиња?" Гостите изгледа ја разбраа работата, па почнаа да му се смеат. Мајка му ги донесе колачињата и почна да ги почестува гостите. Но Зоки го одминува, како да не го гледа. "Мамо, а мене?" прашува Зоки и веќе сака да плаче. "Па ти не си гостин, сине," вели мама. "Не сум гостин, а кога би бил гостин би ме почестила ли?" "Се разбира," вели таа. "Но ти не си гостин." "Ке бидам," вели Зоки. "Веднаш ќе видиш." И тој истрчува надвора, гостите го испраќаат со смеење. По малку време некој чука на вратата. Мама отвара. Тоа е Зоки. "Добар ден," вели тој. "Ви дојдов на гости. Ке ме почестите ли со колачиња?" Мајка му веќе нема што да прави, па го седнува заедно со другите гости и го почестува. Зоран зема едно колаче. Но уште тоа не го изел, мисли веќе на друго и ја подава раката кон подавалникот. Зоки сине," вели мајка му, "почекај малку, па така не прават гостите." Но Зоки покели нема да се досети. И тој сега вели: "Па јас не сум гостин, мамичке, јас сум твојот Зоран." Балон. Балоните се убава работа, особено кога ќе се допијат на подарок. Тоа го научи и Зоки Поки за својот роден ден. На негово име поштарот донесе едно пакетче. Мајка му го отвори пакетчето и од него испадна еден балон. "Балонов ти го испраќа тетка ти и ти го честита роденденот," рече баба му читајќи го писмото. Многу се зарадува Зоки. Го наду балонот, му ја врса гулишката со конче и го пушти по собата. Балонот е лесен како пердувка
И штом Зоки само малку ќе довне со устата, тој се извишува уште повисоко, се до таванот. А па кога ќе му ја одврзе грлушката, што станува тогаш? Воздухот шишти како пиштолка. И кога сега да не ги сакаш балоните? Цело време Зоки Поки пречекува гости. Мајка му и баба му ги честат, татко му разговара со нив, а Зоки ги пребројува подароците. Што ти не доби, не може ни да се изброи, ни да се опише. Најпосле, тој не е толку важно, зашто сепак за Зоки најубав подарок остана големиот жолт балон од тетка му. Вечерта дојде и стрико му на Зоки. Додека другите се поздравуваа, Зоки гледаше во неговите раце, но тие беа празни. Каква жалост! Што му стана на овој стрико, па ништо да не му купи? И за да му покаже дека заборавил да му купи подарок, Зоки рече: "Види, стрико, тетка ми го испрати овој жолт балон дури преку пошта." "О," рече стрикото и изгледаше како малку да се сневесели. "Јас пак мислев дека немаш балон." "Знам и да го надојам," рече Зоки. "Види?" И Зоки трчаше по собата, го дуваше балонот, пак го испушташе воздухот и пак ја врзуваше грлушката толку занесено, само за да му покаже на стрико си дека тој без неговиот подарок убаво си поминува и дека нималку не му е криво што ништо не му донел. Ако, нека види. Но во еден миг нешто направи пак и балонот го снема. Зоки остана со зината уста, а кога се созеде, почна да пишти: "Балонот, мојот балон си го сакам." И готов е и подот да се валка од жал и несреќа. Сите се собраа околу него за да го утешат, но за Зоки ниеден збор нема значење. Тој си го сака жолтиот балон и ништо повеќе. Но стрико му тогаш го подигна од подот, му ги избреша солзите и насмевнато му рече: "Ајде, Зоки Поки, доста со плачење. Погледај нешто ваму." Зоки го отвори одправин едното око, па потоа и другото. Стрикото нешто вадеше од својот джеб. Што ли ќе извади, тој сега упаво го отвори и двете очи. "Што? Балон?" "Да." И стрико му донел балон. "О, син!" Уште поубав од жолтиот што пукна. Зоки Поки ги избреша солзите и му се фрли во преградка на стрико си. Големото патување. Не знаете вие колку Зоки Поки сака да патува. Секое утро оди тој до неподвижните автобуски и камиони на улица, ги гледа, ги отвара нивните врати, разговара со шоферите, влегува во кабините и црта прави и криви линии врз големите, правливи врати на овие возила. А еден ден тој тргна на едно големо, долго и возбудливо патување. И да знаете, тоа беше тогаш кога Зоки Поки научи да си го пишува името. Патуваше така Зоки од еден мал град во едно големо село, па покрај една широка река до едно долго море, дојде во една тесна улица, а потоа изби на еден малечок плоштад, па виде една ниска планина и се искачи на една висока рамница и се така патуваше и патуваше по целиот свет. Патуваше со денови и со ноќи, а крај него дуваше ветер и патиштата се засипуваа со својот прав. И сонцето го печеше, и студот го штипеше. Моторот работеше неуморно, а Зоки ни да се помрдне. Се на истото место си седи, гледа што станува и молчи. Глас не пушта од себе. Така, тој ја пропатува едната половина од овој широк свет. Доволно му е кога е дете. И токму сакаше да појде и понатаму, туку шоферот го запре камионот, ја тресна вратата од кабината, го донесе дебелото црево и почна да го мие извалканиот камион. А тоа беше страшното, затоа што токму поради тоа можеше да престане ова долго, најдолго и највозбудливо патување. Не чудете се многу и не жалете го бестрашниот Зоки Поки, зашто што е најчудно, и тој самиот не знае за ова големо патување. Додека тој си седи дома, тоа наместо него патуваше неговото име што го напиша врз правливиот врата на големиот камион. Волшебната цреша. Еден убав ден Зоки, мама, тати и баба појдоа со автобус на крајот од градот за да ги посетат еден свој пријател. Кога ги виде, тој многу се израдува
и ги покани во својата убава куќа, што беше само на еден кат. Зашто луѓето ваму не живееја во големо катници како во центарот. Но сите одбија да влезат внатре, зашто во градината околу куќата беше толку убаво и свежо, што никому не му се влегуваше во затворената соба. На Зоки се му се допадна. Тој почна да трча по градината и за чудо никој не свика по него, како кога сакаше да трча по улицата. Тој почна да вика гласно, да мавта со рацете, да се загледува во секоја тревка и пак никој не свика по него, ниту пак се обиде да му објасни дека и тоа не смее да се прави. Чудно место. Па тоа беше доволно Зоки да биде среќен. Но не остана се на тоа. Пријателот го фати за рака и тие двајцата отидоа зад куќата. Таму имаше многу овошни дрвја. Црешите беа сосем зрели и црвени висеа на дрвјата. Знам, ова се цреши, нели? Рече Зоки, а првпат виде како растат цреши. Пријателот го подигна на раце и тие заедно почнаа да берат цреши во една чинија. А потоа Зоки сам се скина една цреша и долго време ја задржа во својата рака. Нежно и меко, како да држи малечко пиленце. Му беше жал да ја изеде. Ја гледаше низ раширените прсти и можеби токму затоа што така долго и внимателно ја гледаше и ја испитуваше, таа му помогна да открие многу работи. Првин откри дека е тоа една убава црвена цреша и дека нејзиното тело е многу нежно и мазно. Ја испита и нејзината долга зелена рачка, што прилегаше на рачка од чадор. И како првпат да дознава пред сите рече: "Мамо, ова е цреша! Тато, ова е цреша! Бабо, ова е цреша!" И знаеше дека тоа што го откри сега, нема никогаш да го заборави. Потоа почна играта. Ја стави црешата до уста, ја свитка нејзината долга рачка и, о, чудо! Таа му заприлега на мала стомна. Викна: "Мамо, ова е стомна! Тато, ова е стомна! Бабо, ова е стомна!" А потоа црешата повеќе не беше стомна. Зоки го стави нејзиното главче во устата, а рачката ја задржа надвор. И таа стана свирче. Па тој потрача по дворот свирејки: "Фи, фи, фи, фи!" Кога ја скина долгата рачка, црешата стана тркалезна црвена џамлија, поубава од сите што ги беше видел дотогаш. "Бабо, тато, мамо!" повика тој. "Ова е џамлија, најубава џамлија!" И самиот беше зачуден колку нешто откри со помошта на една цреша. Најпосле ја изеде црешата, ја исплука семката и откри уште еднаш дека таа цреша е многу вкусна за јадење. "Ах," рече Зоки, "оваа цреша е волшебна." Долго потоа беше многу среќен од нешто необјаснето. Толку среќен што му се чинеше дека може се да направи. Точно беше, таа цреша беше волшебна. Таа му покажа на едно дете дека по негова волја може да се преправи во се што тоа ќе посака. На возрастните пак, што ја гледа оваа чудесна игра, таа им покажа како едно дете може да биде среќно и само со една единствена цреша. Но само тогаш, кога ќе знае да ја гледа така за таа да посака да биде волшебна. Речете сега дека тоа Зоки Поки не го умееше. Какво лето? Треба да се запише тоа лето, зашто тоа не беше само обично лето. Тоа беше лето за Зоки. Го испратија Зоки на летување сам. Не ќе верувате. Зошто не? Го испратија заедно со своите деца од улицата во една голема група што одеше на летување на езеро. Се разбира, со нив одеа и неколку раководители, но Зоки не се грижеше многу за нив. Нека се грижат тие за него. А ако му е нешто тешко, ќе најде тој итрец начин да ги надмотри. Со родителите и баба му што постојано бакнуваа, се збогуваа како во сон. Мислеше на езерото, на капењето без сапуница, а најмногу мислеше на тоа дека ќе прави се што ќе посака. И навистина, излезе нешто слично, но не наполно онака како што си замислуваше Зоки Поки. Например, можеше да се капе, но само во присуство на раководителот. И тоа ми е нешто, само во плиткото. Езерото беше убаво, но што кога не можеше да го преплива? Другарчињата беа добри, креветчињата беа меки,
Но што вреди сето тоа кога мораше да се во одредено време станува, да се јаде и да се спие? О, и со тоа спиење, какви неволји! Но не заборавајте едно. Зоки Поки беше сам, без домашните, а тоа сепак беше нешто. Од друга страна пак, немаше кому да му се поплаче, никому да му се налути, а потоа му остануваше и самиот да си мисли на себе. Тоа беше и убаво, но и незгодно. Ако греши, самиот си е виновен. Па, што да се прави тогаш? Животот на Зоки Поки му се стори многу тежок. Сакаше дури да си оди и дома. Но помина ден, помина и два, и работите како да почнаа да се менуваат. Зоки Поки почна да сваќа нешто многу важно. Ете, например, си помисли. Раководителите изгледаат строги, затоа што се грижат за децата и што се плашат да не им се случи нешто додека се далеку од дома. Што би правеле ние кога би не останале сами? Би се капеле. Добро, но би се капеле цел ден, а многу деца не знаат да пливаат. Тука би можело да има непријатности. Гледаш ли? Потоа и би се сончале. И ако тоа не го правевме постепено, како што не учеа раководителите, грбчињата ќе не изгореа. Па и со спиењето. Раководителите велат со спиењето децата раснеле. Кој ќе го знае тоа? Но ако е така, тогаш е добро. Потоа, што има друго? Да мораат и целите чини убаво да се испразнат. И тоа е убаво за нас. Но здодевно е. Треба да се признае. Друго што има? Мисли Зоки Поки, ги преметкува сите поединости од животот овде, па кога така ќе ги разгледа работите, некако полесно му доаѓа. Навистина, има многу непријатни работи, но овде е сепак прекрасно. Треба само да се ужива во се. И ете така, како да почне и целото летување, верувајте. Зоки Поки ги пронајде радостите. Ке ги отвори очите наутро. Трубата свири. Трататату, трататату. И Зоки ќе си помисли. Што убаво свири. Каде ќе најдам друг пат труба да ме разбудува? Потоа трча со другите деца кон чешмите на големата чистинка, се плеска со студената вода, се прска со децата и си мисли. Уживање. Каде го има ова дома? На појадокот се надпреварува со другарчињата, ги брише чиниите, раководителот го пофалува. На плажата влегува во вода заедно со другите деца и раководителот го учи да плива. И навечер заспива како претепан, зашто, мајко моја, цел еден ден поминал во надпревари. Кој може да издржи без спиење? Сонот е убав и мислата за утрешниот ден е убава. Надвор шумолат брановите, стружат штурците, се нишкаат дрвјата под месечината. И свикнат веќе да се радува на се што е ново и што го немал дома, Зоки Поки си мисли. Каде ќе го најдам ова? Какво лето! Се разбира, и тоа какво лето. Необично и неповторливо, со многу малечки и големи тајни. Треба само да посакаш, па да ги откриеш. Се станува јасно кога ќе се заборави ова, дека тоа лето беше лето за Зоки Поки. Тука барем нема двоумење. Откритие. Зоки Поки се врати од летување. Додека стигна дома, тој трчаше по улицата, трчаше по скалите и така трчајќи се втурна и во собите. Ги фрли своите работи, застана за миг малков чудодевиден, потоа пак изтрча надвор и слезе дури пред зградата. Тука застана и од тука како да почна да се созема. Беше пладне и улицата мируваше во жештината, па Зоки брзо ја виде Лидија, која што се враќаше од градинка. Иако мајка ја држеше за рака, таа и се истрагна и потрача кон Зоки. Но наеднаш, токму пред него, нешто како да ја запри, таа рече. Зоране? Зоки беше зачуден. Од кога тој престана да биде за Лидија Зоки Поки? Зошто ме викаш така? Праша тој, збунувајќи се уште повеќе. Но наместо одговор, Лидија рече. Си дојде ли Зоране? Си дојдов, рече Зоки. Се уште не верувајќи си на ушите. Ке си играме ли после? Лидија го гледаше зарадувано, но Зоки Поки забележа нешто многу повеќе од тоа. Тој свати
дека таа во него гледа нешто повеќе од што бил порано и дека поради тоа се смета недостојна да се игра со него. Што е тоа? Си мислеше Зоки. Што е тоа што ме прави поинаков? Трчајќи се врати горе во станот и кога ги погледа татко си, мајка си и баба си, го забележа истото она што го откри во очите на Лидија. Тие го гледаа восхитено од промената што се случила врз него. Лидија ме вика Зоран, рече и се насмеа, а веднаш потоа праша. Зошто ме гледате така? Си изменил, Зоране, рече татко. Си пораснал, сине, рече мама. О, колку си пораснал, Зоки мој златен, рече и баба. Зоки почна да трча по собите и кога сето она што го чу, го среди во својата глава, застана. Да, се му беше јасно. Пополега отиде во шпајзот и го најде она јаженце со кое порано се мереше секоја недела. Потоа се испрафи од петиците се до врвот на главата и уште повеќе се зачуди. Беше поголем цели 2,5 прста. Мајко моја! Потоа пак почна да трча, речиси избезумено од радоста што му ги раскинуваше градите. Ја дофати високата библиотека, со прстот ја допре рамката од сликата, само малку се подкрена и можеше слободно да гледа низ прозорецот. А кваките на сите врати ги отвори лесно. Лесно како да е тато. И кога го откри сето тоа, се втурна во собата каде што беа неговите. Не мислејќи повеќе на ништо, радосен и среќен извика. Па јас сум голем, бабо, мамо, тато, јас сум голем. Тие гледаа во него со насмевнати очи, а бабата ги избраше своите солзи радосници. Зошто нема повеќе приказни за Зоки? Видовте и сами. Не постои веќе некој се таму Зоки Поки. Ете зошто. Постои едноставно само едно дете што се вика Зоран. Едно дете што расте и што еден ден треба да биде голем човек. Па нека му е среќно растењето. Белешка за авторот. Оливера Николова е родена во Скопје во 1936 година. Таа пишува за деца и за возрастни. За вас ги напиша овие книги. Пријателите Бони Бона, Тајната на жолтото куферче, Мојот звук, Тажниот весел Владимир, Девојките на Марко, Љубоболки, Преминот не е осветлен, Шифри на каменот, Бели стапки, Светлосна година, како и повеќе сликовници за најмладите. Драги наши слушатели, ви благодариме на вниманието. Доколку ви се допаѓаат аудиокнигите, поддржете го нашиот канал и претплатете се. Секоја објава на најнова книга да доаѓа секогаш прва до вас.